Специјалното јавно обвинителство нема надлежност да поднесува нови действија во истражна и предистражна постапка, бидејќи рокот за поднесување на нови обвиненија истече на 30 јуни годинава. Од ВМРО ДПМН денеска изјавија дека доколку специјалната јавна обвинителка Катица Јанева продолжи да презема действија и понатаму, со тоа ќе го прекрши законот и тие действија ќе станат нелегални, а тоа би представувало злоупотреба на службената положба и овластување на ова обвинителство. Тргнувајќи од фактот дека рокот од 18 месеци во кој Катица Јанева можеше да покрене обвиненија истече на 30 јуни 2017 година, Катица Јанева после 30 јуни нема овластување за истражување и гонење на кривични дела за кои беше надлежна согласно донесениот закон. Катица Јанева не е овластена и нема надлежност да превзема понатамошни действија во предистражни и истражни постапки за превземените предмети и материјалите за кои заклучно со 30 јуни не покрена обвинение. Ниту има овластување и надлежност за отварање и водење на нови кривични постапки. Доколку Катица Јанева после 30 јуни превзема понатамошни действија во предистражна и истражна постапка за превземените предмети и материјалите за кои заклучно со 30 јуни не покрена обвинение или отвара и води нови кривични постапки, сите превземени действија имаат третман на незаконски действија. Катица Јанева ќе го прекрши законот. Законите во оваа држава важат подеднакво за сите и никој не е над законот, како што знае да каже и Катица Јанева. Од ВМРО ДПМН вела дека постојат информации дека специјалното јавно обвинителство и покрај истекувањето на рокот за поднесување на обвиненија продолжува со хајката на истражни действија и притисоци. Воедно велат од партијата, СЈО е должно сите нелегално прислушувани материјали веднаш и без исклучок да ги уништи и за уништувањето на материјалите да состави записник. Воедно СЈО е должно сите нелегално прислушкувани материјали веднаш и без исклучок во законска процедура да ги уништи и уништувањето на материјалите, за уништувањето на материјалите да состави записник. Не уништувањето и нивно чување, поседувањето, користењето представува груба и сериозна злоупотреба на службената должност и е казниво согласно закон. На само еден ден пред истекот на рокот СЈО поднесе 17 обвиненија за 18 предмети против купно 94 физички и 7 правни лица, а Јанева на пресконференција најави дека ова обвинителство ќе продолжи да прави истраги и за други кривични дела.